Оризопроизводителите од Кочанско, Карбинско, Виничко и Пробиштипско го кренаа својот глас. Со трактори на 4 пункта го блокираа регионалниот пат Штип-Кочани. Бараат интервентен откуп, минимална откупна цена од 40 денари и оризот да биде прогласен за стратешка култура. Ние бараме следното. Бараме да дојде министрот и премиерот. Цената 40 до 45 денари за оризова арпа. Во колку не најдат за сходно, механизацијата и народот ќе останат на патот за 10, 15 и 20 дена. Ќе оставиме и трактори, ќе го оставиме и оризо, не е нако треба. И бараме на првата седница, што ќе се одржи во собранието, подхитно да биде ставено на дневен ред. Во спротивно, овие блокади ќе продолжат и понатаму. Цената, како што рековме, минималната цена да биде 40 и владата сега кога ќе започне жетвата да излезе со интервентен откуп на оризовата арпа. Низвесен е стартот на новата жетва, категорични со оризопроизводителите кои денес излегоа на блокада. Пари за нафта за да ги наполнат комбајните немат. Народ е без пари и тешко дека некој може да замисли добра жетва и навремена жетва. Без финански средства ние не можеме да планираме жетва, исто како што тешко планираме и сејдба. Оризопроизводителите тврдат дека се доведени до работна екзистенција. Енормното покачување на нафтата и ѓубривата драстично ја зголеми производната цена, која сега за 10 денари е поголема од откупната. Пред 5 години, да речем, или 7, иста беше цената, ѓубрето беше 500 денара на врекичка, сега е ѓубрето моментално 1500, нафта беше 50 денара, сега е 100 денара нафта и цело време упорно тера цената од 23 до 25, зависи од сортата. Немаме откуп, многу цените се ниски, не се издржува веќе, не можеме да си покриеме трошоците. Оризопроизводителите не отстапуваат од своите барања. Велат тракторите и утре ќе останат на патиштата, иако од полицијата, како што тврдат, им се врши притисок истите да бидат дислоцирани. На регионалниот пат Штип-Кочани беше блокирана само едната коловозна лента.